Изминатите 3 дена вкусните традиционални радовишки специјалитети сомунот и татлијата. Посетителите имаа можност да ги вкусат, но и да бидат дел од традиционалната манифестација Самун ем татлија, на која сомунот и татлијата беа виновници, што собраа 3 дена народ на едно место. Десетици тави со татлија изработени од вештите раци на жените од Општинската организација на жени од Радовиш се продаваа и нудеа на посетителите. Година шеста поред. Ние сме присутни секоја година. Оваа година имавме честа да го направиме и на големиот плех на татлија и продаваме секоја година продаваме по 100 килограми сирење. Па сега рачунајте по 2 кила од 1 кило сирење, тоа е голема количина. Колку жени работат заедно? Ние сме тим од 5 жени, врвни мајсторици што се познати во градот. Тие исто изработуваат и домашни торти и не сумниме во нивниот квалитет. Изработуваат многу квалитетни и убави татлии. Значи татлијата е стар македонски специјалитет. Наследена е од турско. Таа е македонски, ама наследена е од турско. Многу е специфична, бидејќи е правена со младо сирење и гриз и шербет. Значи, специфична е по тоа што е со младо сирење. Само во Радовиш така ја прават. Не знам за во Струмица дали ја прават, ама во Радовиш ја прават исклучиво со младо сирење. Првиот човек на општината беше презадоволен од целокупната организација, но и од посетата од гостите кои некои од нив не само што беа прв пат на манифестацијата, туку и во градот Радовиш. И самите гледате дека река од народ влегуваат, а и самиот градоначалник пред малку беше во друг ресторант поради немање на доволно места. Обезбедивме места и сега со нашите гости, кои ги имаме од 5 држави. Од Република Србија, Република Хрватска, од Република Романија, од Руската Федерација, имаме од Република Турција и имаме уште една, не ми текнува во моментот, али во секој случај имаме некои 40 на гости и неколку фолклорни ансамбли. Че ова за прв пат се организира Самун ем татлија, која представува наша традиција веќе 6 години. И ова за прв пат се сели на нова локација, бидејќи претходно јас имав чувство во претходните градоначалници дека не е соодветно местото каде до сега се одржуваше. И од тие причини самите се сведоци дека и овде е полно. И планираме, тоа најверојатно ќе го кажеме и горе на Бина, да прошириме уште повеќе, бидејќи во Радовиш се одржува манифестација каде југоисточниот регион е присутен и мислам и од другите региони има доста гости. Главните виновници за овогодинешната организација припаднаа на граѓанската организација Experience, кои се презадоволни од фактот што со промената на локацијата не само што дошле повеќе гости, имало и комодитет за сите присутни. На достоинствен начин им било возможено на сите штандови кои сакале да го презентираат сомунот и татлијата, а истовремено гостите да уживаат во богатата музичка програма. Пошто имаме многу луѓе и нашата организација се оправда со тоа дека локацијата е на прво место тук. Значи сите се задоволни, сите од прво како општина Радовиш се оправдавме како организација на најдобро ниво, се организиравме, сите што продаваат Самун ем татлија се презадоволни од локацијата. Може сами да видите дека сите коментари и неточни изјави дека не е добра локацијата, самиот простор со луѓе ќе го видите дека е оправдана локацијата. И тоа може да кажам и во иднина да се одржува овде. Значи градот живее, градот не е блокиран, луѓето доваѓаат со деца, фамилиарно, си ручаат, си заминуваат во центарот на градот, да си пијат кафе и да се уживаат
во нашата традиција Самун ем Татлија. Манифестацијата Сомун ем Татлија во Радовиш изминатите денови беше збогатена со голема музичка програма, а и низа активности организирани од страна на општина Радовиш.